Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Ни тргна неделава со градоначалниците. Вчера имавме еден кој го осудија, денес имаме еден кој се надеваме дека никогаш нема да стигне до тоа. Заедно со мене Искра Коровешовска. Добро утро, Искра. Добро утро за тебе, за нашиот гостин. И веќе има коментари за него и покрај тоа што не сме го најавиле ние официјално, ама на стримот оди најава градоначалникот на Кисела вода Орце Георгиевски. Добро утро. Добро утро, благодарам на вашата покана и поздрав до вашите слушатели. Градоначалник на Кисела вода и председател на ЗЕЛС. Во овој момент Георгиевски, ќе влеземе директно со најважното. Гледав некни еден подкаст и таму седат двајци и викаат што е ова, што се случува во ВМРО, вика државата во лоша состојба, настани во кочани, а во ВМРО не име гајле, седнале и се расправаат Перински и Георгиевски кој ќе биде кандидат за градоначалник на Скопје, па имало конфликти, измислуваа некакви тепачки се случиле, ја проверив у билтенот, не видов таква работа. Тепачки помеѓу кои? Помеѓу твои поддржувачи и поддржувачи на Перински. Има ли во ВМРО таков конфликт за тоа кој ќе биде кандидат за Скопје, или има една легитимна битка, или можеби нема ни битка? Што се случува во овој момент? Јас не сум гледал конкретно и не знам за кој подкаст се работи. Да не рекламираме, ќе кажам па супојузат. Јас сум од мои 14 години во мојата политичка партија член и активист целиот свој живот. Изминативе неколку години добив шанса од страна на партијата и шанса од граѓаните кои што поддршката ми ја дадоа на избори да водам една од поголемите општини во државата, но истовремено и општина која што беше во најлоша состојба во минатото, за разлика од состојбата во која што се наоѓа денес. Легитимно е во една голема политичка партија за одредени позиции да има повеќе претенденти. Тоа е во 21. век сосема логичка и нормална работа, земајќи во предвид дека ВМРО ДПМН има доста сериозен потенцијал и луѓе кои што можат да одговорат на различни позиции. Ние не сме политичка партија која што народски кажано кубури со кадри, туку имаме во изобилие кадри за секоја позиција, за тоа кој ќе биде кандидат и кој ќе има шансата да биде наредниот градоначалник на градот Скопје, бидејќи сум и јасно и целата јавност претпоставам убедени дека ВМРО ДПМН ќе победи на следните локални избори, не само во Скопје, во најголем дел од општините низ Македонија. Завршниот збор ќе го има како и секогаш она што се прави поврзано со анкетирање на јавното мислење, мерење на рейтинзите на потенцијалните кандидати, извршниот комитет и претседателот на партијата. Во какви односи сте со Перински? Разговарате, скарани сте? Сите мои партиски соработници. Затоа што вие сте во ЗЕЛС, тоа е министер за локална самоуправа. Прво, мојот стил на функционирање не е таков да на таков начин ги решаваме те потенцијални конфликти, конкурентност и така натаму. Напротив, мене конкуренцијата секогаш ми дава посилен мотив и поголем елан за работа и мислам дека конкуренција треба да има во се. Затоа што со конкуренција и со критика стануваме ние подобри, не само ние како политичари, туку и целото општество подобро ќе го градиме, така да не би навлегувал повеќе во одредени шпекулации. Јас знам дека на одредени личности од медиумската фела и од одредени политички партии, како Социјалдемократскиот сојуз, како Левица и останатите кои што се во доживуваат длабока ерозија во своите редови и во своите партии. Не им одговара состојбата и рейтинзите на ВМРО ДПМН и на личностите од ВМРО ДПМН кои што патем се на тие рейтинг листи, но тоа е што е, тие треба да научат многу повеќе да се занимаваат со својата работа, да станат малку подобри од тоа што биле во минатото и од тоа што се денес, а многу помалку да се занимаваат со внатрешните работи на нашата политичка партија. Сакам само да се надоврзам тука. Градоначалник, што е присудно во изборот кој ќе биде кандидат за градоначалник на Скопје? Дали рейтингот личен, еве, конкретно на Орце Георгиевски, вие сте утрово тука, неговите достигнувања, поддршката од граѓаните, или пак тоа колку сте послушен
на барањата на лидерот на партијата. Не велам дека конкретно е тоа ситуација за ВМРО ДПМН, но 3 децени наназад сме навикнати да гледаме дека послушниците поубаво си поминуваат во развојот на политичките кариери. Па, доколку имало во минатото такви состојби, поврзани со начинот и стилот на функционирање на нашата партија, јас морам да кажам дека тоа не е така откако е председател на партијата премиерот сегашен, господин Мицкоски. Еве, јас сум некаде околу 4 години, 3 години 6-7 месеци градоначалник на мојата општина. Председателот на мојата политичка партија и сегашен премиер, освен поддршка за сите проекти, поддршка за во моментите кога сме имале крупни предизвици, сериозни предизвици пред кои што не можете едноставно да изменаџирате самите, никогаш не се случило да не услови не само мене, туку и сите градоначалници со некакво барање, никогаш не побарал не знам, слепа послушност за одредена работа, а тоа да биде цена за да добиете некоја позиција, така да она што може би било пракса години наназад е тргнато настрана и функционираме во еден дух на демократијата. Ние сме одлични соработници, голем тим сме, сите, земајќи ги сите градоначалници, 50 на кои што сме од редовите на ВМРО ДПМН, министрите, со кои што постојано сме во комуникација и секако председателот на владата, така да она што одлучува во процесите е степенот на реализација, она како народот ве доживува, затоа што на крајот на денот во секоја политичка битка треба да излезете и да се соочите со поддршката од страна на граѓаните. Тоа е пресудно секогаш во процесите, земајќи во предвид дека на крајот на денот вас мораат граѓаните да ви дадат на крајот на денот поддршката за вие да станете одреден функционер. Како сега да веруваме дека нема да ја направите истата грешка, нели како што ја направивте како партија со Даниела Арсовска? Како да веруваме дека еве сега кој да е кандидат, еве можеби вие, дека утре можеби нема да влезете повторно во конфликт со Мицкоски како што влезе Даниела Арсовска и дека може баш поради тоа повторно градот да не функционира. Во однос на ВМРО ДПМН, Даниела Арсовска во овој момент е главниот багаж во однос на јавното мислење и довербата за тоа дали ќе донесат добра одлука во однос кој да е кандидат од оваа партија. Па не би рекол дека не е багаж. Де факто ние ја поддржавме господја Арсовска. Јас бев еден од првите од редовите на ВМРО ДПМН кој што јавно се извини за тоа што сме побарале поддршка од граѓаните за истата. Ние поддржавме платформа и идеја за реализирање на проекти која што беше содржана во една програма со која што настапи Данела за изборите, но практично нашите патишта се раздвоија, тој и председателот на партијата често пати го споменал во моментите кога видовме дека господјата Арсовска нема намери да реализира програмата, туку е поради други, предпоставам, за незе познати во моментов, но во перспектива верувам и за целата јавност, работи влезена во политиката. Така да многу рано од незиниот мандат се раздвоија нашите патишта. Многу рано и ние, но и јавноста согледавме дека таму нешто не е дека нема капацитет истата за да реализира она што практично беше причина за поддршката наша према нејзе. Земајќи ја во предвид пак програмата со која што настапи Арсовска, јас и ден денеска сметам дека тоа е добра програма. Која е вашата визија за Скопје? Скопје треба да се менува од повеќе аспекти. Првенствено треба гасификација да се обезбеди во градот Скопје. На секој избори ја слушаме таа гасификација. Да, ама без конкретни предлози за доколку јас ја добивам поддршката од партијата и од председателот, а зашто сум убеден дека ќе биде така. Јас со конкретни локации ќе објаснам каде што од проектите кои што ќе ги понудам пред граѓаните ќе се содржи, колкава ќе биде финансиската рамка за истото, рокот на реализација и се останато. Јас не влегувам прв пат да се борам во оваа работа, здравје Божие, во перспектива како кандидат за градоначалник на градот Скопје. Јас имам доста сработено зад себе, изминативе
повеќе од 3 години во мојата општина. И повторно ќе кажам, од една општина каде што немаше основни услови за функционирање, општина во која што во 21. век требаше да се бориме со воспоставување на фекална канализација, водоводна мрежа, општина која што немаше ниту еден парк, имаше проблем практично во секој училиште, немаше спортски сали, имаше над 350 дечиња кои што чекаат да бидат запишани во градинките и така натаму, што значи еден куп наталожени проблеми. Успеавме да дојдеме до ниво да често пати во јавноста нашата општина во моментов се споменува како пример. Вие имате над 95% реализација на сите планови во програмата со која се тркавте за актуелната позиција, и како е тоа можно, градоначалник, со оглед на фактот што ние се изнаслушавме изминатите години, секогаш пред и по локални избори, дека се нели тоа буџетски дупки во општините, заглавени во долгови, не може ништо да се реализира или одвај 20-15%, како е можно? Еве еден човек, излезете Мелковски би одбил буџет. Очигледно не. Ми остаи буџетска дупка од сите овие проблеми ги остаи, не само Темелковски. Мене можеби ми замеруваат и некои од бившите градоначалници со кои што имам и добра комуникација, доаѓаат од редовите на мојата политичка партија, затоа што јас во наративот секогаш кажувам дека кога решавам некој проблем, го решавам после 30, 40, 50. Практично се ја кажувам вистината, не можам да кажам ја решавам канализацијата во Пинтија после 4 години, затоа што не е така. Граѓаните таму немале 30, 40, 50 години од кога постои населбата канализација. Или не знам, кога градиме спортска сала за прв пат во Кузман Јосифовски, питу сега за брзо ќе ставиме и камен темелник, ја градиме за прв пат, не можам да кажам после 4 години дека ја градиме. Така да, кога станува збор за Темелковски, тој е градоначалник кој што има не најслаба нула реализација во неговиот мандат. Јас искрено не знам зошто ги потрошил тие 4 години. Ај своите што ќе ги потрошиш, што е личен твој проблем, но на граѓаните тоа е уште посериозен проблем. Остави буџетска дупка со некаде околу 3,5 милиона евра. Важно за да функционирате, особено во локална самоуправа, е да бидете теренец, да ги познавате работите, да знаете што конкретно се приоритети на населението. Ако земете во предвид, јас имам над 90% реализација, 95-6% имам реализација на програмата, но де факто имам уште 2 пати толку проекти реализирано надвор од програмата и ветувањата, затоа што општините се жива материја. Пресудно е, освен што ќе ги знаете проблемите, директно кои што ги тиштат граѓаните, кои што ги мачат со години, да имате добар тим кој што ќе биде покрај вас. Сам човек не може да функционира, и вие во студиото, да. Иако има сериозни способности господинот Златев и сам да функционира, сепак потребно без искра не може. Да. Не, или барам без вторници. Така да, јас секаде велам дека најголем дел од моите успеси кои што сум ги постигнал во име на граѓаните и нивната поддршка која што ми ја дале во мојата општина се должи на тимот кој што ме прати. Сам не можам јас да работам и тимот ме прати беспрекорно добро. Имам симбиоза од искусни лица, како Славе Трпески, на времето беше он генерален директор на катастарот, он ми е советник за урбанизам од една страна, но имам и доста млади во тимот, кои што работат на различни прашања поврзани со култура, поврзани со спорт и така натаму. Јас го имам сватено функционирањето во политиката многу едноставно. Јас не сум сештолог и човек кој што ги знае сите работи, но имам тим со луѓе од сите сфери. Затоа што јас не можам никогаш да ги знам состојбите во спортот и што треба да направам јас во спортот подобро од некој спортист да е покрај мене. Затоа имам таму човек задолжен од спортот, или во културата, или во урбанизмот и така натаму. Јас сум тој кој што ги менаџира процесите, се наоѓа начин да ги реализираме проектите. Вашите критичари ќе речат, знаете, не работи толку многу орце колку што има добар пиар. Тоа е еден наратив што сум го слушнал и навистина проверив, имате видеоклипови како се расправате со некои узурпатори, како рушите дивоградби, како воспоставувате ред во општината кои имаат преку 200-300 прегледи. 900.000 прегледи, бројки на кои што многу инфлуенсери, условно кажано, можат да подзавидат. Георгиевски, која е тајната на вашиот пиар и дали можеби тоа е тука за слабостите во одредени
нели сфери кои ги имате во вашето работење да ги покриете преку Дали пиар. може добар пиар да ги покрие маните или неработењето? Прво, јас не сум совршен, освен што не сум свештолог, не сум ни совршен Па во не постои политиката. совршен. Совршен е само Бог. А кога сме кај пиарот, Па со оглед на тоа каква несовршена Јас планета имам- направил. добро. Да има баланс, да има баланс. Да. Јас имам еден човек кој што ми помага и морам да ја поздравам еве мојата сопруга, не знам дали слуша, која што истовремено е админ на мојава Facebook страна. Не можете вие да направите пиар. Значи човекот кој што ми помага, а е задолжен за мојата Facebook страна, ми е пријател со години наназад. Вие не можете да направите пиар ако немате нешто сработено. Еве, например, ако земеме во предвид градоначалникот пред мене. На што ќе му направиме пиар? Дека земал преку време на работа, си исплатил сати за спиење во канцеларија. Сега треба да го сликате човекот како спие или како пие кафе во кафич и да го објавите тоа. Тоа со спиењето поише од 900.000 ќе отиде. Јас она Лјупчо, Зависи со кого спие, јас тоа она е што го интересно. објавувам е практично дневен билтен од моите обврски. Еве се после емисијава имам работни состаноци 2 на работа, па после тоа излегуваме со Коце Трајановски, директорот на ЈПДП, за да се појавиме во Драчево, каде што се реконструира после исто многу години патниот правец кој што е поврзување на населбата со Лисиче Долно, кој што е во катастрофално лоша состојба. Тоа е надлежност на јавното претпријатие за државни патишта. Благодарение на комуникацијата изминатиот период, добрата соработка со директорот и пред се со министерот за транспорт и врски, господинот Николовски, кој што според мене е еден од најдобрите министри во владата, ќе излеземе и нормално е на граѓаните да го објавиме она што се работи. Тоа е она што го споменуваат, а го поврзуваат со пиар мој. Не, тоа е дневен билтен на активност. Или неделен билтен. Велат Орце има позади себе маркетинг агенции со многу пари, стратези. Нека најдат слободно, значи кои смислуваат. Владко ми е човекот кој што е денеска со мене, да. Он ми е пријател, пиевме кафе утро. Како семејство ми е, многу години сме другари пред се. Јас така функционирам и успехот кај мене во тоа што мојот тим е практично моето на некој начин како моје семејство. Така функционираме. Јас логички е да бидам највнесен во работата и да давам се од себе. Но многу е важно и луѓето околу тебе да даваат се од себе и да го доживуваат тоа што го доживувате и вие како сопствен успех, како заеднички успех. Ако влезат луѓето без мотивација во било кој процес, тогаш и успесите ќе бидат помали. Нашиот успех како тим се состои во тоа што сите функционираме како едно семејство, на начин што и неуспехот заедно не потресува сите, но и успехот многу не радува сите. Така што мислам дека тоа со пиарот го зборат обично луѓе кои што не знаат што да направат, немаат идеја како да функционираат во своите области каде што имаат шанса или имале шанса во минатото и не можат да го оправдаат одреден неуспех на поединци во минатото. Ако доволно се вложите во било која работа, успехот ќе биде загарантиран. Можеби треба време за одредени состојби да се средат. Јас често пати во интерес на јавноста одбегнувам да ја коментирам темата поврзана со еден дел од програмата Останат, кој што ми е, тоа е дислокација на домот за наркозависници. Јас 3 години макотрпно работам со цел тим на луѓе за да го решам тоа прашање. И многу е сериозно за решавање, поддршка ми дава владата апсолутна и за многу скоро ќе го решиме. Што значи пред да си одам јас од мојата општина за неколку месеци од Кисела вода, јас ќе го решам и најгорливото прашање за жителите од урбаниот дел во Кисела вода. На таа тема инаку секако ќе ви го поставам. Што значи ќе го решите, како ќе се реши? Трајно ќе го решам. Не можам да кажувам детали во интерес на постапката и тоа често пати го барам од граѓаните да не ме прашуваат детали, но да знаат и да се убедени дека како на сите други проекти макотрпно 3 години позади себе работам за да го решам тоа. И ќе го решам. Едно од последните објави баш на Facebook на админот на предпоставувам, односно на ДЗИТ на општина Кисела вода, тоа е некоја пограѓанска платформа.
Имате дека е решен сообраќајниот метаж во Драчево, има сериозни позитивни коментари и поздрави. 16 проекти вкупно имате аплицирано од двата повици за унгарските пари. Што плюс можете да имате план да направите со овие, што се 16 проекти? Имаме проекти од различни сфери. Првенствено имаме спортски сали две. Едната е во Припор, за прв пат ќе добија спортска сала. Една спортска сала најавив дека започнуваме во Кузман Јосифовски Питу, училиштето преку Министерство за образование. Уште една спортска сала ќе градиме во Драчево голема, во училиштето Кузман Шопкарев, што значи дека 3 спортски сали, а пред 2 недели беше промовирана или 3 недели, не се сеќавам точно, во Пинтија за прв пат во подрачното училиште, исто така добија спортска сала учениците. Мојот концепт е, пред да ги набројам еден по еден проективе, мојот концепт е да во секое населено место создадеме услови да има градинка, како ние ќе го растеретиме, ќе растеретиме гужвата и притисокот од централниот дел на општината. Па макар да е и во делот на Драчево централниот дел и во урбаниот дел во Кисела Вода, кога ќе ги дисперзираме активностите во секое населено место. Според мене во секое населено место успех за мене е да има градинка достапна за граѓаните кои што живеат таму, да има училиште во кои што ќе учат дечињата, да има парковска содржина и детски катчиња, но и фудбалски терени и се останато. Практично да ги имате вие сите услови кои што треба да ги создадете, сите услови во кои што ќе треба граѓаните да го исполнат своето време. Започнувајќи од времето утринско кога ги оставаат дечињата во училиште или во градинка, или подоцна кога треба да се рекреираат, кога треба со семејството да проведат време седнати во паркот, што значи дека одевме на тој концепт изминативе години, со градинките целосно успеавме тоа да го направиме. Во секое населено место има градинка. За прв пат во историјата градиме градинка и во населено место Подстаница, каде што, за разлика од некои други општини, јас дозволувам во нашата општина, и покрај што беше доста комплицирано во целиот процес, да се запишуваат дечиња во градинките и од други соседни општини. Например, знаете дека ако земеме во предвид, општина Карпош имаат одлука во која што не дозволуваат дечиња од други населени места, како Ѓорче, например, Ротентар и така натаму, да се запишуваат во нивните граници. Кај нас се отворени местата и за дечиња од другите општини, но еве се Подстаница кога ја споменав, таму ќе можат освен од Драчево делот Подстаница, во Дупки делот каде што живеат граѓаните, ќе можат и од Долно Лисиче да се запишуваат деца, затоа што имаме доста лица, односно дечиња од Долно Лисиче кои што се практично жители на општина Аеродром, да се растерети овој дел. Да, кои што се во нашите градинки запишани. Освен проектите поврзани со спортот, градинки немаме затоа што проблемите со градинките ги решивме. Во моментов Подстаница ја градиме, градинката е во финална фаза. Градинка Кокиче во непосредна близина на општината, до училиштето Невена Георгиева Дуња исто е во финална фаза. Треба за многу скоро, што би рекле одредени душебрижници, да сечеме лента, а тоа е добар пиар на општината и мој пиар. Да, бидејќи ќе сечеме лента на градинка со капацитет од 120 дечиња кои што ќе изгрижи. И една ја градиме во доста напредна фаза, при некое, мислам дека пред недела дена имавме и објава за градежните активности таму, нова градинка градиме во Расадник. Така да проблемот со градинките го решивме, анулиране, листите ќе бидат сведени на нула, што никој не претпоставувал дека тоа ќе се случи. 11 објекти вкупно, ново изградени или реконструирани стари објекти, адаптирани за дечињата да можат да ги сместат во прешколска возраст. 11 објекти, повторам, тоа не се случило хронолошки, ако ги соберете 3 градоначалници заедно пред мене да го направат толку многу објекти во еден мандат. Па ни во друга општина не сум слушнал. Преминавме и во друга фаза, тоа значи да сите училишта основни, само се извинете, јас сум поексплицитен во објаснувањето, но во интерес на јавноста јас морам детали да споделам. Имавме ние сериозни трошоци, ако се сеќавате, во периодот на енергетската криза. Тоа не насочи да изработиме проекти за енергетска ефикасност и фотоволтаици на сите училишта да поставиме. Веќе го завршуваме тој проект и сите училишта во Кисела Вода имаат фотоволтаици, што значи дека енормни заштеди ќе имаме, или по проценките најмалку 30 до 40% ќе имаме заштеди во однос на сметките за електрична енергија, кое што пак ќе продуцира од тие заштеди да има сериозни инвестиции во образованието.
затоа што ретко каде имаш инвестиција во образованието во минатите години допред да бидам јас градоначалник во мојата општина, но ние преминавме во дополнителна фаза за заштеда, а тоа значи сите училишта во Кисела Вода да ги адаптираме да учениците учат само прва смена. Тоа ќе биде дополнителна заштеда, но и многу попрактично за родителите. Еве, после работно време, некаде околу 16 часот, пологички е да го соберете детето и да се приберете сите заеднички дома, водејќи се од тој концепт, земајќи во предвид дека ќе имаме заштеди, влеговме кога сме кај проектите во проекти за доградба на постоечките училишта. Во Кирил Пејчиновиќ, тоа е едно од најголемите училишта во општина Кисела Вода, во близина на салата Расанник, веќе е започнато, во градежни активности направивме, за многу скоро ќе и таму имаме камен темелник таму имаме. Да, пиер повторно. И да најавам уште еден пиер, за многу скоро исто ќе почнуваме градежни активности за доградба на основното училиште Невена Георгиева Дуња, каде што патем ќе имаме заедно со министерот за спорт за многу кратко време од денес сечење на лента за отварање на првиот затворен базен во Кисела Вода. Што значи дека освен градинките, сериозни инвестиции превземаме и имаме планирано во основните училишта, а во село Драчево на 100 годишницата од постоењето на основното училиште Климент Охридски започнавме со градба на ново училиште, ултрамодерно, по сите стандарди, кое што ќе можат дечињата во перспективот како ќе биде завршено да го користат, а старото училиште ќе го претвараме во музеј затоа што има историја, долга традиција поврзана со истото и така натаму. Тоа е училиште и во кое што со кое што јас имам одредена емоција, таму имам забавиште учено, на времето нели имаше забавиште. Така да имаме инвестиции во исто така во образованието, како што споменав, имаме сериозни инвестиции во инфраструктурата предвидено. Во Пинтија конкретно имаме некаде околу 24 милиона денари кои што ќе ги инвестираме во реконструкција практично на сите улици каде што поставувавме фекална канализација. На памет да го научи човек, кај што а можам да зборам 24 да ми рече ја вака ќе го заборавам ова. Да дишеш со секоја уличка и со секоја дупка. Милиони таму, 24 милиони сериозна патна инфраструктура на улиците Саса и 1 и 2, каде што поставувавме фекална канализација, тоа е во близина на училиштето делот, но со проектот ги предвидуваме и сите оние помали улички кои што сме ги испуштиле изминатиот период да бидат реконструирани. Јас некаде кога сме кај асфалтирањето, над 80% од територијата на општина Кисела Вода се реконструирани улиците. Исто така реконструкција ќе правиме на улица Речиште во Драчево, таму е некаде околу 13 милиона предвидено. Исто и таму поставувавме водоводна мрежа. Граѓаните имаа проблем со притисок на водата, практично нема вода, особено во летните периоди. Сега е средена мрежата и целиот тој потек ќе го асфалтираме и улиците Герни ќе ги планираме. Во моментов ја работиме една од главните, извини Љупчо, артерии во општина Кисела Вода, тоа е улицата Ѓорѓе Димитров, која што започнува од Домот за култура Билјана Беличанец, а завршува кај студентскиот дом Пелагонија. Имавме ЕТС да се излегува да го искритикуваат, или Левица, не се сеќавам кој беше, да го искритикуваат начинот на реализација. СДС беше. Сега ми текна координатор на советничка група нивна. Начинот на реализација, односно динамиката била преспора. Па имав јас едно обраќање сега на минатата седница на Совет, затоа што таа улица ја правиме за прв пат после 50 години првенствено. Второ, ја прошируваме, а за проширувањето ни требаше одлука на влада, која што благодарение на експедитивноста на службите на владата, особено генералниот секретар Јанушев, поддршката на претседателот на владата и министерот за транспорт, многу брзо реално ги добивме сите потребни документи, практично ја прошируваме истата во делот кај Домот за слепи, што значи создаваме таму булеварско решение, не улица. Така да тоа е еден од сериозните патни правци кои што го решаваме во Кисела Вода. Планираме поврзување за многу скоро ќе го отпочнеме на Хемтекс, тоа е делот пред аеродром и населба Драчево, што значи нова артерија. Данела Петрешилегов не успеа за 8 години да го доповрзат булеварот Пинтија Драчево. Ние планираме од другата страна на Маркова река да создадеме ново поврзување кое што практично ќе ја
озваничи новата индустријска зона која што таму ќе биде создадена и можностите да нови инвеститори инвестираат таму. Не е тајна дека и објективно, иако новинарски е непријатно на некој да му речете граѓаните се задоволни од вас, но имаме пораки од секакви субјекти, не е тајна дека граѓаните се задоволни од вас и дека уживате рейтинг во кисела вода. Јас имам пријатели од Црниче кои се од спротивната страна, се луѓе поддржувачи членови на СДСМ и велат ние подобар градоначалник досега сме немале, вели, во Црниче, особено што ние кога дојде, пошто го знаеме ви како радикален ВМРО-вец, кога дојде мислевме дека целосно ќе не заборави како најпро СДСМ дел од општина Кисела вода, но не, вика, контра, тука направи многу работи, но сега ви се љути затоа што велот сега ќе напушти Кисела вода, ќе отиде да го оправа, вика, град Скопје, а нас кој знае кој ќе ни го остават овде и ние ќе се вратиме во тоа лоша фаза од претходно. Ја ги кажавте сите проекти, нели изневерување на вашата база на гласачите од Кисела вода за кои еве работите, ова се што работите со тоа што имате амбиција и сакате да го водите градот. Не е тајна, јас за разлика од многу други политичари имам еден проблем или не знам позитивна страна, тоа што сум премногу искрен, секогаш кажам како ќе искрено ќе правиме муабет. Често пати ме го поставува тоа како прашање моите сограѓани изминатив период на било кој проект каде да се појавам, ама сега ќе ни бегаш, ќе одиш во градот. Кој ли ќе ни дојде? Кисела вода немала градоначалник, односно општината немала представник соодветен во градот Скопје изминатите 30 на години. Односно никогаш, да бидам попрецизен. Сите останати аномалии во делот на функционирање, нереализација на поврзување, например ќе ја земам, Есенинова конечно се направи после долги години. Тоа беше тоа е поврзување тоа е поврзување од 600 метра. Значи после толку години се направи поврзување од 600 метра, квантна физика, ама 30 години се бараше Есенинова да се направи. Сега стигна Есенинова до семафорите, ке Тодор Александров споменикот, треба да се провие до Шампионче. Ако не се среди состојбата, односно ако не биде во градот Скопје представник како што треба, уште 30 години ќе помина, да јас сум убеден во тоа. Значи, ама истовремено ќе биде голем залог за секој што ќе наследи, нема да може да биде тоа е проблем и надлежност на градот Скопје. Ја тоа сакам да го кажам. Добро. Значи во Кисела вода останати се наталожени проблеми, тоа граѓаните го знаат, на пример 800 метра е поврзувањето Пинтија Драчево кој што останато да се реализира. Па сега другите ќе речат, ама да овојот ние ќе го бираме за Скопје, он ќе гради само Кисела вода. Истовремено, не е така. Истовремено, како што и Црниче не беше заборавено. 30 години се говори за депонијата Врдареште која што сите не загадува во Скопје, така? Ти си жител во Газибаба, одскоро, знаеш дека најголемото жариште за загадување кој ќе почнат да палат во Скопје е Врдареште. Кој ќе почнат да палат пластики навечер, Ново Лисиче и Газибаба се целосно погодени од Врдареште. Зашто на Врдареште никој не смогна сили 30 години наназад да го создаде новиот градски парк на површина од 300.000 квадрати. Таму јас имам разговарано со луѓе кои што имаат познавање на состојбите на терен, таму е нели лајка, таму има еден пункт на комунална хигиена, 300.000 квадрати имате таму површина. Таму може да се направи најубавиот парк во Скопје, пандан на градскиот парк, во кој што постојано времето ќе го поминуваат жителите не само од тој дел на Скопје, туку и од околните места. Така да на Скопје му треба дефинитивно акција. Јас кога бевме во првиот дел од излагањето мое на вашите прашања, споменав дека ние имаме кадри кои што можат да одговорат на секоја позиција. Јас сум убеден дека и тој кој што ќе дојде после мене, првенствено ќе ми биде многу драго што ќе се соочи со многу помалку проблеми од земајќи во предвид со тие проблеми кои што јас сум се соочил кога сум станал градоначалник, во многу подобра финансиска состојба ќе начека општината, во состојба во која што ќе бидат повеќе од 25-6 проекти започнати да се реализираат, кои што ќе треба да ги координира процесите и да ги доврши истите. Практично народски кажано ќе треба да ја дошминка општината затоа што ние сме излезени над земја. Најголем предизвик за една општина е да излезете од подземја. Тоа значи да ја решите подземната инфраструктура. Едни од најскапите инвестиции се тие, а инвестиции кои што
што би рекле, нели, делот поддржувачи или не поддржувачи мои, проекти на кои што многу малку пиар можете да направите, а многу значат за граѓаните. Витални се, да, така. кога ќе излезете од подземја, например, ние во Стаклара после, не знам, не можеш да кажеш после колку години, од кога постои Стаклара, за прв пат направивме канализација. Морам сериозно да се заблагодарам тука на општествено одговорни компании кои што се вклучија да помогнат во целиот процес, сите помогнаа во тој процес. Фекална канализација во Стаклара веќе е решена. Сега замислете, Стаклара е на 2 километра од плоштад, 3 колку е, да, практично цент. 4,5 Во километри. Градинар. Градинар е поблиску. Градинар е на местото практично на раскрсницата кај што се двојат, односно се спојуваат Булевар Србија и Борис Трајковски. Добра. Тука е Градинар. Канализација и таму направивме пред година ден. Од таму до плоштад е 4 километри. 4 километри. Уси е водоводната мрежа. Не, ама ова е поразително за сите досега, затоа што ние во 2025-та разговараме за вакви проекти. Разговараме за вакви проекти. Јас сеќам со татко ми покоен еднаш кога гледавме плацови горе во Сопиште, кога му кажаа дека нема канализација, вика, ало бе луѓе, јас 75-та сум се злегол од село, вика, имавме канализација во Кавадар, си ве ми зборувате, вика, дека овде во Скопје во 21 век немате канализација. Во Стаклара, например, имаат правена водоводна мрежа, импровизирана од самопридонес граѓаните на времето. Сега конечно добивме средства од Министерството за животна средина, го потпишавме договор за многу брзо ќе треба да објава тендерската постапка. И тоа го решаваме како проблем, што значи дека 100% излегуваме над земја. Нема населено место без вода за пиење и без фекална канализација. А за жал има си уште други општини кои се вакуурат. Тоа треба секој да си одговара од градоначалниците, односно секој да си го изменаџира. Градоначалник има едно прашање. Само секунда, кај проективе поврзани со подземна инфраструктура. После многу ветување од многу влади во минатото, од влади, не од локална самоуправа, да, ќе започнеме за многу скоро да ја градиме канализацијата Бабин дол, која што, ако се сеќавате, Сончев град еден проект што имаше, ја ветуваа со тој Сончев град тогаш. Еве со средства од владата за многу скоро ќе започнеме да градиме. Практично цел Припор ќе биде трајно решен, не дека нема во Припор канализација, но се случува при обилни дождови, затоа што има сериозна количина на вода која што доаѓа од горната страна на Припор. Со решавање на оваа канализација никогаш нема да се случи да било кој дом биде поплавен или да постои било каква опасност за излевање на фекална или атмосферска канализација на тој поток. Значи тоа ми е еден од вака подрагите проекти кои што ќе го реализирам исто така на наредниот период. Наспроти сите овие објективно не може да не се гледаат, не само што вие сега утрово ги хронолошки кажувате, туку и се видливи. Има еден апсурд, а тоа е депониите мини околу контејнерите. Тоа е слика на сите општини на целиот град, особено оние точки клучни кои што се под надлежност на градот Скопје, односно кој го менаџира Данила Арсовска. Прашуваат, еве, граѓаните и на стримот и воопшто во приватни пораки, зошто тоа не се решава. Имено тие сведочеле дека вие своеволно сте излегувале на, не знам како се викаше сега тој булевар, што е од Расадник кон Усие практично Борис Трајковски. Тука имате чистено, има и видео за тоа. Сме објавувале секогаш кога градот не си ја завршувал работата, косење на тротоарите покрај и така натаму. Не само што зошто сега ова е вака. Обструкција од страна на градот, ако го земете во предвид булеварот Борис Трајковски. Се што е поврзано со булеварот, вклучувајќи го и парковското зеленило, е надлежност на градот Скопје. Сите контејнери, односно комуналниот смет на територија на општина Кисела Вода и кантите во руралните средини, кои што се поединечно во секој од домаќинствата, и контејнерите, каде што е колективно домување кај зградите и урбаниот дел во општината, има и згради во Драчево, се надлежност на градот Скопје. И граѓаните, често пати тоа го говорам, плаќаат на градот Скопје за тоа да се сервисира. Во Кисела Вода, кога сакате ќе прошетаме, нашите служби го косат освен зеленилото кое што е наша надлежност и зеленилото градско. Јас немам илјадници луѓе вработено во општината како што тоа го има градот Скопје, а кој што не сум видел каде се во градот Скопје. Затоа што логички, ако имате 800.000 луѓе вработено или 600 во паркови зеленило, барем 10
процентуално би требало да бидат на територија на општина Кисела Вода, затоа што граѓаните плаќаат за одржување на тоа парковско зеленило. Јас не сум видел човек да коси на територија на општина Кисела Вода, а да е од службите на градот или од јавните предпријатија. Исто така, ние имаме сезонски работници на кои што јас секоја прилика ја користам да им се заблагодарам за тоа што даваат се од себе. И покрај тоа што не се многу работи нивна надлежност, ги работат во интерес на тоа да е почиста и поздрава нашата животна околина, местата каде што дечиња одат во училишта, градинки, особено тие места, да не се жаришта како што често пати тоа знае да биде состојбите околу контењерите, вие во недела да дојдете, практично е хаос. Едно е дека немаат доволно механизација, комунална хигиена, не знам од кои причини исто така. Не е само кај нас во Кисела Вода тоа проблем е и во многу други општини во градот Скопје. Второ, има малку позиции, микролокации со контењери, треба да се дополнително одредат точки кои што дополнително ќе бидат предмет на одлагање на отпад од домаќинствата или од некои одредени фирми и така натаму. И трето, и на местата каде што имаше по неколку контењери, например расадник ќе земам во предвид, на позициите, на микролокациите каде што имаше по 3 контењери, сега се извадени по еден контењер за да останат 2. Јас сметам дека тоа е подредена стратегија, не знам каква, градоначалничка, сериозно. Ја не можам, единствен човек кој што јас не можам да го разберам што планира да направи Арсовска. Искрено ви кажам. И сум загрижен. Не сум, мислам дека тоа ве прави двајцата со Арсовска. Да, не сум здравствен работник за да можам да проценам вака до крај психичката состојба нејзина, но сериозно имаме проблем каде што што не се работата дополнително вршат обструкции во начинот на наше действување. Еве нашите работници, кои што не е тоа нивна надлежност, по завршување на собирањето на отпадот на комунална хигиена од контењерите, треба комунална хигиена и нивните работници да се го соберат отпадот околу контењерите. Затоа што ни еден граѓанин, јас одговорно тврдам. Сега имаме мал процент кои што се неодговорни, тоа мораме да го признаеме. Но никој нормален човек не би оставил кеса до контејнер ако контејнерот е празен. Така. Оние кои што оставаат до контејнер се луѓе кои што се спречени да го одложат истото во контејнер. Значи нашите работници и петок, и сабота, и недела попладне дежураат за да можат да го соберат отпадот околу контењерите. Затоа што еве ако ја критикуваме само комунална хигиена или паркови зеленило, неизоставен момент за критика и лајка. Затоа што од друга страна скитници како никогаш досега има кучиња во градот Скопје, кои што па понатаму го разнесуваат целото ѓубре и тука станува вистински хаос. Дали може би расформирање на комуналното предпријатие? Јас сум поборник за комунална хигиена се расформира. И секоја општина да си има свое предпријатие е можеби најдобриот однос кон ова прашање, затоа што на запад, да речеме, е напуштена таа тенденција на големи комунални предпријатија за цели градови, туку дури таму има ситуација да во една општина да има повеќе комунални предпријатија, негде се со јавно-приватно партнерство, негде се државни, и затоа што на микрониво многу полесно се менаџираат работите. Едно е кога вие имате сега нели раководител за Кисела Вода, вие може да му се јавите како градоначалник да му кажете таму има проблем, овде треба да се направи вака или така, а друго е кога вие со една гигантска фирма, голема, треба да влезете во полемика која очигледно не може да го реши проблемот. Кога сме кај комунална хигиена, тука треба прво Дрисла, која што е посебно јавно предпријатие, да се реши состојбата таму, затоа што ние можеме сериозно производство дали на газ, дали на било каков енергенс или електрична енергија да произведуваме од истата, која што ќе биде сериозно доходовно за градот Скопје. Прво треба тука да се настапи сериозно, ако сме кај функционалноста на комунална хигиена. Јас, знаете, во јавноста тоа многу често го говорев изминатиот период, но и морам да истакнам во присуство на сите скопски градоначалници, кога јас се изнесов идејата во град Скопје, тоа беше првите неколку месеци кога имавме некоја понормална комуникација со Арсовска,
и истата се сложи да тоа го направиме, односно да ја расформираме комунална хигиена. Аргументите мои се дека освен ова што вие го споменавте дека ќе има поекспедитивност во постапката, од друга страна ќе има многу и заштеди, бидејќи едно е да оперираат камиони на одредена површина, како општина Кисела вода, па да треба истото да го одложат во Дрисла, а друго е да оперираат и Кисела вода и Ѓорче, односно секој со својата група ќе си оперира на својата микросредина или општината со која што ќе располага. Ќе има подобра координација, секој од градоначалниците си ги знае жариштата и точките, во моментов ние немаме на кого да се обратиме. Верувате дека е тоа така, кого сакате од колегите, прашајте го. Па еве да земеме во предвид Стефче Јакимовски често пати ја критикува состојбата со комунална хигиена. Горан од центар исто има проблем. Не само градоначалниците од редовите на ВМРО ДПМН во Скопје. Висарганил во Чаир му е практично хаос секојдневен таму, исто така, а најмала територија во Скопје ви е општина Чаир. Значи они не можат и помали територии да ги координира. Така да многу подобро ќе биде да се расформира комунална хигиена и секоја од општините да си ги оперира своите територии сама. Дополнително граѓаните ќе треба во тој случај наместо во градот Скопје средствата да се ги уплаќаат во секој. Тоа е многу едноставно. Тоа е систем кој што може да се воспостави за 3 месеци, да се реорганизира целиот процес и конечно да имаме чист град. Одиме со реклами. Пауза, реклами во која се враќаме во вториот дел за кој ќе разговараме за најголемите проблеми на Скопје. Ќе разговараме за двата моста кои не завршуваат нигде и ќе разговараме за една подземница која е изградена 900 метри, а со години никој не ја пушта. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Орце Ѓорѓиевски, градоначалник на Кисела вода и аспирант за позицијата градоначалник на Скопје. Ѓорѓиевски, имаме уште некои прашања од мои пријатели, слушатели, така натаму велат, сообраќајот во главниот град е очигледно, нели, има огромни гужви, очигледно нефункционален. Има 3 точки кои може значително за 70%, ако не да го ослободат. Тоа е мостот кај спортскиот центар Јане Сандански, оној фамозен Шилегов мост кој не завршува нигде, може и така треба да се преименува. Вториот е, па тоа е едино нешто што го направи Шилегов и што го прави за 1000 пати подобар од Даниела Арсовска, нели, затоа што За жал не видовме ништо слично. Мостот кај Прокредит во Карпош и третата точка е кружниот тек пред НЛБ и Нова Македонија, затоа што според информациите кои... Не само таму кружниот тек, туку тој треба исто и во Кисела вода да има. Само малку поблиску микрофонот, да, така може да го повлече. На излезот од Кисела вода треба да има, тоа е поврзувањето Лимак. Да, и Лимак. Исто така треба да завршува пред Министерство за внатрешни работи, подвожњакот треба да биде пополнет таму и да има кружен тек баш во непосредна близина на училиштето тука што е општинско Кузман Јосифовски Питу и Министерството за внатрешни работи. Информациите кои јас ги имам е дека подземниот булевар практично под Лимак е целосно готов, 900 метри е долг, 37 метри е широк, асфалтиран, со обележано светло, има поставено сигнализација и се тоа значи чека да биде поврзано практично и да влезе во функција. Јас утре сум во обиколка на подземното поврзување заедно со сопствениците кои што инвеститорите кои што го градеа тоа како нивна обврска. Тоа е менаџерскиот тим на Лимак. Од она што го имам од нивна страна како информација, во 90% е она што вие го споменавте, освен електричните завршни работи ги немаат средено, затоа што чекаат првенствено да се стартува со врската на градот Скопје, а тоа е излезите, односно кружните текови кои што ќе треба да излегуваат од тој тек. Тоа е потек кој што во перспектива ќе биде приоритет на градот Скопје. Точно е она што ви го навеле вашите слушатели и пријатели дека
еден сериозен градски метеж ќе се изрегулира преку реализација на истото, не само поврзувањето во делот Лимак према Карпош, туку и према Водно, истовремено во кисела вода и према центар. Одлична алтернатива за граѓаните ќе биде целиот тој потек, и ако земеме во предвид колкав е хаосот и гужвата не само во народски кажано во шпицовите на утрина кога се оди секој до своите работни места или децата носејќи ги кон училиште и завршувајќи со работните обврски, кога и да поминете во текот на денот, вие пред Рамстор практично имате огромна гужва. Да. Дури навечер има гужва. И навечер има гужва со реализација на овој проект, кој што е готов како проект. Не знам од кои причини беше, мислам дека еднаш распишан, односно тендерска постапка беше спроведена од градот Скопје, па ја поништува. Не знам од кои причини, ќе треба тоа да се види во перспектива од кои причини така се постапувало. Не знам искрено зашто не е реализирано. Дона што го имам повторно ќе кажам како информација е дека подземната сообраќајница која што практично на инвеститорите на Лимак било како обврска во целиот проект е завршена, и утре ќе видам детално за каква состојба станува збор таму. Кога станува збор за пробивањето на мостовите кои што ги споменавте два, таму станува збор за нерешени имотно-правни односи. И кога ќе земам во предвид како ги решава и динамиката на решавање во кисела вода за до реализација на булеварот Борис Трајковски, кој што во првиот дел од вашето гостување го споменав, можам да сватам зошто е состојбата таква каква што е. Значи во секој процес најмногу внимание треба да се обрне во преговорите. Поврзан однос, најчесто процес како овој, станува збор таму конкретно за експроприација. Во кисела вода делот кој што е пробиен од булеварот Борис Трајковски е пробиен, и најголем дел од договорите се подпишани за отстапка на земјиштето со стопанствениците таму во моментите кога имавме некаква комуникација со градот Скопје. Ја знаете дека и често пати го споделував тоа и во јавноста, кога ние, иако не е наша надлежност, но и те како ме загрижува состојбата таму на тој булевар, заедно со мојот тим водевме лично преговори со стопанствениците, практично ги замолувавме да помогнат во процесот за реализација на проектот, од кога престана комуникацијата со градот Скопје на волја на градоначалничката. Таму нема никакво предвижување и верувам дека иста е состојбата и со пробивањето на мостовите. Не може ни еден проблем да се реши сам по себе. Треба многу работа и треба преговарање во тие процеси. Но секој од граѓаните верувам дека е свесен. Прво сите знаат, народски кажано, од постарите тоа се така се говори, пат поминува и во близина на црква, и двор на црква, и во близина на џамија, и во двор на џамија. Тоа подразбира дека инфраструктурата е нешто што ни е најважно за функционирање на општините, на градот, помалку стресови, помалку нервози кај граѓаните, треба некој да стигне до здравствена установа, му треба побрз транзит и така натаму и така натаму. Нема според мене граѓанин кој што нема во интерес на колективот да сака да се договори со договорната страна, во случајот градот Скопје, и да потпише договор за експроприација таму. Проблемот е, повторно ќе кажам, во недоволната ажурност од страна на службите на градот Скопје. Тоа не е процес кој што треба само градоначалникот да го води, таму има и илјадници луѓе кои што земаат плата. Бирократија не знаеме зашто најголем дел земаат плата. Така да треба сериозен акцент да се стави на овие прашања. Конкретно во кисела вода станува збор за 800 метра пробивање на трасата, за кружниве текови 3 што ги спомнавме кај Лимак, станува збор за готови проекти кои што треба да се распише тендерска постапка и да почнат да се реализираат. Тоа не е процес кој што преку ноќ ќе се реши целиот проект, затоа што сериозни инвестиции се тие и за тоа треба време. Сигурно требаат 2 до 3 години за да можете да го реализирате сето тоа и да го заокружите како процес. Мостот исто, поврзувањето таму е во најголем дел, потегот аеродром Гази Баба во најголем дел е решена состојбата, но треба експроприација за 4 или 5 куќи кои што практично треба да се отстранат од целиот тој потек. Така да треба силен интензитет на преговори.
во целиот процес, доволно силен ангажман не само на идниот градоначалник, туку и на службите во градот Скопје и волја сето тоа да се заврши. Шлеговиот мост ќе реши огромен проблем. Извинете, вака што го викам. Сите проекти кои што ги спомнавме, Лјупчо, го решаваат сообраќајниот хаос на градот. Ај тука само пред да го спомнеш раскрсницава што е на потагот од касарната Илинден кон Јадранска магистрала или од кај Александар Палас практично истово, никако како да стои во место до нешто го знаевме додека се појавуваше во јавност Арсовска, беше дека МВР во тоа време Оливер Спасовски не дава дозволи да работи и така натаму, ама никако уште стои тоа како. Па уште вртиме од преку Момин поток од таа страна за кај Александар Палас. Ако земеме во пред 100 години во држава кога немало механизација, сега имаме механизација, ние планина да рушиме за 24 сати. Пред 100 години, предпоставам со коњи и со магари дека носеле градежен материјал. Многу побрза била динамиката на правење на патишта отколку динамиката денес. Да не зборам дека во многу од случаевите и поквалитетна била од тоа што се прави денес, но особено во делот на брзината и експедитивноста во реализација на проектите биле многу побрзи решавање на одредени потези со овие денес. Таму мене ми е искрено многу чудна динамиката. Еве, тоа е патот нели на кај Алфа. На кај Алфа, апсолутно. На едно гостување со мои соработници кога движиме натаму, ќе видам 50 на работници или 30 на работници. На друго гостување кога ќе се појавите ќе видите зарасната трева и дека човек не бил 2 месеци таму не поминал. Работник, така да не знам што се случува искрено, немам детали за тој потек, но таму може да има брза динамика, исто така затоа што е пробиена трасата и многу едноставно да го решите. Она што таму преостанува ќе биде поврзувањето со граничниот премин, односно целото индустријски дел да се реконструира улицата и да се создадат услови за пешаците, кои што не се во моментов адекватни, односно нема тротоари на целиот тој потек, така да повторно ќе кажам, тоа често пати го споменав сега, го споменувам и во минатото на било кое мое гостување. За секоја работа прво многу е важно да имате силна волја. Да не ви се состои работниот ангажман во тоа да чекате нешто да ви падне од небо, туку треба да работите за нешто да реализирате. Водење преговори со, еве на пример, кога станува збор за експроприација, се процеси кои што одземаат енергија, време, треба многу сериозен ангажман. Може би треба законски измени за тоа. Но де факто треба и законски измени, и тоа е нешто кое што го разговаравме и со претседателот на владата, но и со министерот за транспорт и врски, затоа што по друга страна не можеме ние да се доведуваме во ситуација одредени личности од лукративни причини или причини за нив самопознати да држат во заложништво стотици илјади граѓани. Еве на пример кога станува збор за експроприација, вие не можете во одредени локации да направите пробивање на одредена улица, на одреден булевар, на одреден мост да го дореализирате, само затоа што, еве хипотетички, на Лјупчо Златев му текнало дека не сака да потпише за експроприација. Јас знам дека уставно загарантирано право е правото на собственост, но секогаш колективното право е тоа кое што е поголемо од било кое друго индивидуално наше право и треба, освен ангажманот, кој што треба да го вложи градоначалникот, институцијата, службите, треба и одредени законски изменения. Сега ќе ви кажам колку е важно колективното право пред индивидуалното. Особено кога е национална безбедност во прашање, на пример. Ќе земеме како пример City of London. Значи во Лондон новиот дел каде што се облакодерите и не знам дали сте приветиле сите архитектурата, тие облакодери се некако извиткани со чудна форма и така натаму, сега зошто? И јас се прашам зошто вака ги градат? Ова е естетика ли, урбанистички план ли, што е работа, не вик. Некој донел закон, правило дека од секоја зграда повисоко од толку метри мора да се гледа катедралата Свети Петар. И сега инвеститорите мора да се прилагодат на тоа за да некому да не го затворат погледот. И тоа се сериозни мерења се прават и ги обликуваат зградите врз база на тоа и токму затоа имаш такви Моторола форма на зграда, не знам, некои закосени, чудни, интересни. Причината е за тоа што на никој не смееш ти да му го блокираш погледот. Легитимен концепт е тоа. Кон тоа. И исто важи и за експроприација. Сега на цело Скопје да му го блокираш излезот кон градот поради
Така 200, е. 300, 500 1000 квадрати е недозволено. Но Ѓорѓиевски кога сме кај метежот, очигледно е дека огромен метеж се создава и во овој делов кај фон, нели, кај Мерцедес. Од една единствена причина што за овој дел од градот зборуваме за аеродроми за кисела вода кој Таму е раскопано од 10 години, така? Да. Исто да дупка стои таму, јас од кога знам, поише од 10 години. Но Така. Тоа е како што е остаje состојбата таму, така остана. тој излез, цел аеродром и цела кисела вода го користи тој излез за да излезе од Скопје практично. И тука се прави огромен метеж, па гледате вие камиони, гледате автомобили, нервози и така натаму. Ке се отворили уште еден излез од Скопје, зборувам кај делов од Ново Лисиче, да се отвори треба мост кој потоа ќе пробие преку Маџари во хиподром и од хиподром ќе излезе на автопат. Тоа значително ќе ги растовари овие. Тоа е предвидено во генералниот постоечкиот генерален урбанистички план на градот Скопје. Ќе треба да видиме со тимот, нели, и создавањето на програмата каква е и состојбата финансиска на градот, неминовно е тоа. Тука покрај Тука новиот ќе парк треба и Вардајлиште владата да ќе треба и владата тука да интервенира со поддршка, затоа што тоа е сериозен зафат. Ние треба прво централното градско подрачје да го средиме. Односно во центарот нас не недостасуваат освен пробивањето кај Лимак, завршувањето на булеварите, мостовите и се останато. На Скопје му недостасуваат и кружни текови. На Скопје му недостасува, според мене, има проект кој што исто така јас и дел од моите соработници го имаме сериозно разгледувано изминатиот период. Тоа е подземно поврзување од Holiday Inn до Влада, кое што се планираше исто така во минатото и многу често беше ветувано од разни кандидати и градоначалници во минатото. Така да најпрво ние треба да го растаретиме централното градско подрачје. Затоа што 90% од населението во еден работен ден функционира низ централното градско подрачје. Тоа подразбира решавање на паркингот во централното градско подрачје, решавање на булеварите во централното градско подрачје, подземни поврзувања секаде каде што е возможно да се направат. Размислуваме и за нешто кое што ќе значи исто така подземно поврзување од некаде Собрание до Јосип Броз Тито, гимназијата, кое што пак горниот дел ќе може да се користи како плоштад и ќе го поврзе фактички централниот дел, односно улица Македонија и плоштадот на град Скопје, така да во прва фаза во Скопје треба да се регулира метежот во центарот на градот, но напоредно да се довршат за многу кратко време сите проекти кои што се отпочнати, како двата моста и булеварот Борис Трајковски, и секаде онаму каде што имаме услови за растаретување на сообраќајниот метеж да навлеземе тоа да го правиме. Програма ќе се креира како и секогаш од страна на нашата политичка партија со поддршка на граѓаните. Ние програмата никогаш не ја правиме како политичка партија, самите затворени во канцеларија. Програмата ќе содржи проекти кои што се реални, остварливи како што споменав, и проекти кои што значително ќе ги подобрат условите во главниот град. Во прва фаза исто така ќе биде неминовно во централното градско подрачје ќе да се пристапи кон решавање на микролокациите за комунална хигиена со подземни контејнери. Нелогички е во централно градско подрачје при посета на туристи, на било кој граѓанин од државата, родител со дете да прошета, невкусна е гледката да ја видите покрај секој контејнер во моментов, што значи дека сите микролокации за почеток во централното градско подрачје треба сите контејнери наземни со подземни контејнери да се заменат, но подоцна исто да се влезе во фаза да и општините на исто таков начин бидат регулирани контејнерите, особено во централното подрачје градско во општините, дали е тоа аеродром, дали е Газибаба, дали е кисела вода, Карпош, Чаир и останатите, Бутел. Така да има десетици проекти кои што треба да се реализира. Исто постоечките сообраќајници. Ние имаме сериозен проблем со дупки во Скопје. Знаеш како? Не само дупки, можете да го после емисијава, ако возите на кај Соборна црква, ја за Великден баш таму бев со сопругата и со пријатели, можете да видите сообраќајницата баш пред
соборната црква во каква состојба. Таму не може пешки да поминете пешачки премин. А камоли со Зборуваме за возил. нешто што Анди Бајрам покоен ќе кажеше епицентар на градот Да, и недозволиво е, Да. недозволиво е во како да кажам, највиталните делови во градот да имате такви лоши сообраќајници. Сега што се случува? Граѓаните даваат на вистина, нели, ќе инвестира, некој ќе купи нова кола, сака да ужива и така натаму, и он се соочува со дупки. Да. И најголем профит, нели, со овие вулканизериви што исправаат алуминиумски бандажи, имаат буквално ама не, тоа е сериозен проблем. Значи, на запад за види, такви работи, ако ја го искривам бандажот ради дупката во кисела вода, осигурителната компанија може и да ве тужи генерално. Сега ние не сме стигнати до тој стадиум. И има и тужби, да знаете дека сме стигнати и тужат. За такви ситуации. Ама нормално да и ги логички тужиш, да што ќе тужат. прави? Да. Значи видете, има неколку сегменти на кои што ќе треба да се насочиме во перспектива за да го решиме хаосот генерален, не само сообраќајни. Вели ова што го збори за град Скопје, еден мој пријател коментира, вели ова све добро што го кажува, но за ова ќе му требаат најмалку 7 мандати да го реализира. Не. Па ги заслужува градоначалник. 90% од работиве кои што ги споменавме, потребно е половина до 1 мандат за да се реализираат. Зашто? Затоа што во многу од проективе кои што ги споменавме, веќе имаме сериозен прогрес. Јас кога говорам за тоа дека на Скопје за 12 месеци му требаат во централното градско подрачје, еве на пример 12 кружни текови. Тоа би било можеби ветување мое во перспектива за кампањата за градоначалник. Јас не говорам за кружни текови на кои што на секој кружен тек треба споменици да имаме, не треба нормално да адаптираме состојба за оние кои што го користат сообраќајот, дали е пешаци, дали е велосипедисти, дали оние кои што возат автомобили и така натаму, што значи имате проекти кои што за релативно брзо време со добра организација можете да ги реализирате. Првенствено на градот Скопје му треба генералка. Нас целиот град ни е потонат во смет. Години на нас. Не само во времето на Данела, туку и во времето на Петре Шилегов во минатото. Да не забораваме дека исто така тука има мртва трка за најнеуспешни градоначалници, тоа е Петре и Данела. Еве Вардариште го споменавме на почетокот, Вардариште не е од пред 2 години или пред 3 или пред 4 години, Вардариште од кога знаеме такво какво што е. Така? Секоја есен, секоја зима, истото се говори, загадува Вардариште, се пали таму депонија, хаос е, градоначалникот Стефковски исклучително квалитетно се бори изминатиот период и против тие кои што подметнуваат пожари таму, но и со службите своји, но десеткувани, повторно ќе кажам, нашите служби во однос на тоа што го има служби на располагање градот Скопје. Значи на Скопје првенствено му недостасува генералка, односно да се исчисти градот. Подоцна ни треба решавање на инфраструктурните проблеми. Инфраструктурата. Ние имаме средни училишта во 21 век, како училиштето во Ѓорче Петров и училиштето во Драчево, средни училишта кои што се бараки, кои што ќе треба да прераснат во средни училишта соодветни, каде што нашите млади ќе треба утреден средно образование да следат. Ако земете да ги прошетате дворовите во најголем дел од училиштата, еве ќе го земам во предвид училиштето Васил Дантевски Дрен во Кисела вода, дворот е џунгла. Не знаете. Да. Има решението многу често ние тука се соочуваме со една нелогичност. Тука и граѓаните и политичарите ја споделуваат војната. Што е главниот проблем против као Вардариште? Пред 30 години голем дел од аеродром изгледал као денес што изгледа Вардариште. Што го спасило аеродромот тоа? Урбанизацијата, односно се направиле згради, се направиле Не може на Вардариште да се прават згради. Не, се пример кажувам. Скопје вака се Скопје треба да се шири во периферија. Тоа сакам да кажам. Значи централното градско подрачје стана неподносливо за живење. Не е дуцна сега за... Ја избегав од аеродром поради тоа. Има процеси кои што ние не можеме не се иверзибилни, не можеме да ги поправиме, ама има процеси на кои што ние во перспектива можеме да влијаеме. На пример јас никогаш не би поддржал проект како што е, не знам, оние згради кои што се градат кај Холидин. Тоа е, се и онака имаме проблем во централното градско подрачје со паркирање, со хаос, со метеж, дополнително таму уште еден град се прави. Така да треба во перспектива, многу ми се допаѓа што и концептот и на претседателот на владата е таков,
да Скопје се шири во периферијата. Односно, има населби за млади брачни парови, тоа ќе влијае во перспектива и на наталитетот на нацијата и така натаму да создаваме услови ние да го на некој начин дисперзираме централното градско подрачје, создавајќи услови за во периферијата. Кога ние ќе имаме училишта, градинки, добра патна инфраструктура, на никого не му менува дали до работното место ќе патува 5 километри или 15 километри. Да. Пример, периферијата на Скопје е 15 до 20 километри, не е стотици километри како во Америка, например. Да. Пример, ќе земеме сега Треска. Мене дури ми се допаѓа што кај Треска ќе се прават згради, пошто тоа сега е руина. Мене лично не ми се допаѓа. Но што ми се допаѓа? Ми се допаѓа што тоа ќе, нели, ќе добие некаква форма, ќе заличи, нема да биде онаква грдосија. Но кај па проблемот со зградите во Треска? Таму ќе се вселат илјадници луѓе. Кај ќе одат тие деца во градинка е прашањето. Кај ќе одат во школа ако знаеме дека од едната и од другата страна училиштата се веќе полни. И со таа непланска градба, вие пред да градите зграда треба да обезбедите, пред да дадете, може треба и законски измени да се направи. Пред да даде општината дозвола за градба, треба да се утврди колку единици ќе има, па врз база на некои статистики, колку деца треба да се очекуваат и да се провери има ли капацитет во објектот, во градинките и во школите за тоа, па тек потоа да се даде дозвола за градба. Кај нас прво дозвола за градба, па после градоначалниците ќе дојдат и ќе викат ние сега ќе прошируваме, ќе намалуваме, па немаме воспитачки, па вакви ни се градинките или онакви ни се градинките. Не може, вие прво го правите самите проблемот, па потом наоѓаме решение за проблемот. Ние, Лјупчо, немаме првенствено стратегија за функционирање на градот Скопје. Значи, стратегија немаме. Ние не знаеме градот каде бил вчера, каде е денес и кај треба да се движи. И тоа е поразително. Да, апсолутно. Значи, ние треба да имаме стратегија и да знаеме како градот ќе се одржува и како ќе се развива во перспектива. Треба да знаеме кои места се погодни за индустрија, кои места се погодни за градба, кои места се погодни за ново населено место да се направи нова населба, кои места се погодни, односно каде имате потреба училиште да изградите, каде имате потреба градинка да изградите. Ние немаме стратегија како главен град. Тоа еве индивидуално го решаваме градоначалниците во рамки на општините на градот Скопје. Но градот како град нема таква стратегија. Градот Скопје не знае каде треба нов парк да се создаде. Така? Еве најавија мега парк во кисела вода дека ќе градат. Дојде да се сликаа со две багерчиња. И багерите и ден денеска стојат таму. Ништо. Па нема мега парк. Мега парк има мега паркот и јас што го направив во 11 октомври бараки. Над 30 и кусур илјади квадрати зеленило. 3 паркови последователно направивме. Паркот на шахот, парк отворен за граѓаните еден и уште еден парк за рекреација на крајот. Тоа е наспроти вашево студио. Целиот тој потек. Со зелена површина, со фитнес зони, со игралишта повеќе наменски. Да, феноменално место покрај Трим патеката. Градот Скопје најуваше мега парк. Ништо од мега паркот таму. Шајка не заковаа во нашата општина. Една улица ни направија во Драчево. Славка Димкова пропадна улицата на 3 позиции. И се е блокирана постапката, ајде што им пропадна улицата, ајде што не ја направија како што треба, не можам јас како градоначалник, затоа што прием нема направено на улицата, не можам да интервенирам дупките да ги затворам. Во полоша состојба ми оставаат него што беше улицата како пред да фатат да работат. Да. Како да ви кажам, значи подобро да не чепкаат ништо до избори, еве апелирам до градот Скопје, отколку да влезат некој потек да го решаваат наводно, па да направат хаос. Бе, и тоа би било тенденциозно за штета да ви направат. Не, подобро е да не влегуваат ништо да работат. Може Даниела сака втор мандат. Нека продолжат да хибернираат во некој паралелен универзум, може би во Скопје, не знам како. Само сакам уште едно прашање пред да се одјавиме. Кога сме кај урбанизмот, само сакав да додам. Ние има процеси, Лјупчо. Еве сега се градат згради, тука гледам, нели, сега се градат на Борис Трајковски на Булеваров. Да. Тие деца има ли кај да учат утре? Значи конкретно за местата каде што издаваме ние одобрење за градба и те како обрнуваме внимание на сите овие параметри. Јас кажав, листата на чекање за градинките ја начекав со над 350 деца, состојбите во училиштата горе-доле беа за двосменско нормализирани, но сакам едносменско, затоа доградувам, но
Пред издавање на секое одобрение, со градбата на овие градинки ние земаме во предвид колку места слободни ќе имаме и можности за нови деца потенцијални кои што би се запишале таму. Она што јас го правам како председател за ЗЕЛС, на ЗЕЛС, многу слабо денеска за ЗЕЛС споменавме, но ете толку можеби во друга некоја прилика. Време, да. Она што го правам е борбата за фискална децентрализација, која што ќе им остави простор за маневар повеќе на општините, односно ќе ги направи независни во делот на издавање на одобренија за градба и уплатата на одредени инвеститори на комуналии за општината, за да вие бидете функционални. Правилната распределба на средствата од буџетот би гарантирала поголема финансиска стабилност на општините и одлука од страна на општинското раководство да не биде приморано да издаде одобрение за градба за да може нормално да функционира. Кога сме ке урбанизмот, јас треба да се подсетиме дека во Расарник поништив детален урбанистички план со 99 згради, кој што ќе значеше тотален хаос дополнителен за градот Скопје, не само за општина Кисела Вода, состојба од која што, кога велам, има процеси на кои што можеме да влијаеме, има процеси кои што не можеме да ги спречиме. Ова беше процес во кој што јас можев да имам влијание и моето влијание го искористив да го заштитам целото население, практично не само на мојата општина, туку и на градот Скопје. Исто такво нешто направивме во Црничи и во Пржино, каде што откако сум градоначалник, на еден домување нема издадено ниту едно одобрение за градба повеќе со од 4 стамбени единици. Значи, во минатото на одобрение за градба со А1 намена се правеше манипулација, затоа што нигде во правилниците немаше ограничување, па се издава одобрение за 20, за 15, за 14, дури и за 32 имавме случај, каде што биле издавани одобренија за градба. И во наше време, односно изминативе 3,5 години, јас сум прва администрација, односно градоначалник со администрација кој што поништи одобренија за градба. Така да, има процеси, повторно ќе кажам, на кои што директно можеме да влијаеме, има процеси кои што не можеме да ги, централното градско подрачје, дебар мало, ако земеме го предвид, што и да направиме, не можеме таму одредени процеси да ги поправиме. Таму имате какафонија во однос на градбите. Имате зграда од 2 ката до 15 ката. Не можете вие да срушите едно цело градско подрачје за да создадете подобри услови. А пак и нема за никого. Ново перспектива, сите оние процеси кои што директно зависат од нас, од нашето влијание, ние на крајот на денот сме минливи и менливи како категорија. Денеска сум јас градоначалник, утре ќе дое друг, за утре трет. Многу е важно што ќе оставиме, каква состојба ќе оставиме позади нас. Така да во овие процеси јас максимално се трудам да прво она што сум го секогаш нема да го исполните очекувањето кај сите. Тоа е невозможно. Дури во рамки на едно потесно семејство. А камоли во колектив во каков што живееме и функционираме ние, односно каде што работам јас во случајот. Секогаш ќе имате со Расарник поништувањето на деталниот урбанистички план. И јадници беа задоволни, но има мала група кои што очекувале таму одредени реализации, биле во некоја тесна спрега со бившото општинско раководство. Едноставно јас им објаснив на една средба, на еден состанок дека тоа што они го имале како очекување е невозможно да се реализира, затоа што јас одговарам за цело население во општината, но имам одговорност и за од која ќе си отидам од општината, за тоа како некој ќе го перцепира периодот во кога се градили во Расарник. Во Расарник помина избор за идејно решение, победија 2 труда, едниот е од Грција, едниот е од Хрватска, комбинација од двата труда. Немаме нарачано детален урбанистички план, затоа што по приоритетно ми беше основните хумани услови за живот да ги создадам во населените места. Во перспектива, ако имаме до крајот на мојот мандат можности, можеби ќе нарачаме детален урбанистички план, ако не, тоа ќе остане како обврска на некој следен градоначалник. Пак сте му ја завршиле до некаде работа. Може ли само уште едно прашање? Значи, трагедијата во Кочани измести многу работи, меѓу кои едно од клучните нешта кои во перспектива би требало да се решаваат е состојбата со угостителските објекти, односно неможноста младиве каде да
да одат. Значи сега не е тоа најголемиот проблем со оглед на фактот што 60 семејства останаа без своите најмили, но во перспектива за тоа велам. Стана муабет практично план, еден вид за мораториум додека не се обезбедат минимални технички услови, стандарди за да може да работат угостителските објекти, но од друга пак страна што да им правиме на младите сега, немаат алтернатива каде и што да прават. И сега тука има две димензии прашање во ајде прво тоа. Во таа насока каква е состојбата со јавните угостителските објекти на територија на Кисела Вода? И што треба да се направи како градоначалник? Што правите и што мислите дека треба да биде? И знам, од друга пак страна, тука ова сега ми тека моментално, имавте една интересна акција, колку повеќе изодени чекори, ми се чини можда ќе ја сгрешам, на луѓе во низ општинава, така, точно прва на во Кисела Вода балканска апликација, во таа смисла дека ќе се добијат награда за кафанце или никаква друга сатисфакција во баш угостителски. Де факто трагедијата во Кочани не потресе сите и тоа е процесот кој што барем нашава генерација нема да излезе никогаш и нема да се заборави како трагедија, затоа што е една од најголемите трагедии кои што практично се случила во држава. Ако се земе во предвид и војната во 2001 која што не потресла сите, ова е една од посериозните после таа трагедија која што ни се случило нам како нација, како народ, како држава. Јас ја поздравувам силната решителност на владата, особено на Министерството за внатрешни работи, во сите овие процеси кои што ги води изминатиот период, кои што практично нојна обвинителството, кои што практично покажаа дека работите се променети во државата. И вие ако направите паралела на одредени трагедии во минатото, поврзани со Дурмотурс, тема која што јас често пати во минатото сум ја коментирал во јавност од позиција на член на извршен комитет на мојата политичка партија, или пак она што се случи со модуларната болница во Тетово. Сега во овој случај целата димензија добива име и презиме, односно води кон тоа да има конкретна разрешница, да не биде кабелот бил крив, имало проблем со не знам било каков технички аспект, но нема виновник со име и презиме. Овде веќе доаѓа до виновник со име и презиме и тоа е нешто што недостасуваше во нашата држава, односно правдата да добие димензија да секој некој што има одговорност одговара за истото. Јас нема да навлегувам повеќе во тој дел, би оставил на истрагата да го докаже тоа што треба да го докаже и што практично го очекува не само семејствата најмногу на погинатите кои што за жал нивните блиски ги загубија животите таму, туку го очекува целата држава тоа да го види. А тоа е повторно ќе кажам одговорноста да има име и презиме. Тоа недостасува во нашата држава повеќе од 30 години. Да, постојано системот е виновен. Знаеш што е системот? Системот е Орце Георгиевски ако направил 5 нелегални згради, нели, ако направил дупови дозволи, ако легализирал незаконски и така натаму, Орце е одговорен што е системот виновен. И дополнително треба одредени законски измени да се направат во кои што се она што лепди и не може да се најде согласно законите одговорност директна, ќе го насочи кон тоа дали истражниот орган, дали Министерството за внатрешни или кој да е, да дојдеме повторно до виновник со име и презиме. Во Македонија тоа недостасува. Вие имате постапки, еве кога сме кај локалите конкретно, обврската на општината е да водиме регистар и во тој регистар да има имиња на, односно фирмите да бидат содржани кои што имаат локали. Добро. Пазарна инспекција има една надлежност, дирекцијата за заштита и спасување има друга надлежност, градот Скопје има трета надлежност поврзана со терасите, особено во Скопје, па тоа е искомплицирано и доаѓа ред ние да сме неми наблюдувачи на процесот, да немаме никаква надлежност за постапување, а утре ден да имаме одговорност. И втора работа. Утре да имаме одговорност. Овие тераси што ги зборувам. Да. Значи сега има тоа произлеза како една тешка глупост по словно закон за забрана. Суштината што е? Вика се пуши внатре, вика јас сум пушач, сите сме пушачи во просторија, не е тоа добра навика, не гледајте, откажете сите, но
вика, ова е тераса, ти влегуваш внатре застаклено, со грејење, со се, сите пушат цигари, која е суштината на законот да не се пуши на затворено, кога тоа е практично затворено. Така. Само што некој одлучил дека формално тоа не е затворено. Иако де факто е затворено, на папир не е затворено и сега тамо сите пушат внатре. Или второ, како тоа некој има 25 квадрата дуќан и добил 400 квадрата терас. Знае, и се целосно комплетно живењето се нарушува поради бидејќи ќе треба вакви. пропадне ugostителскиот објект затоа што сите пушат и седат на тераса. Да. Не, видете. Треба да има простор за адаптација, односно за исполнување на минимумот стандарди кои што треба да ги исполнуваат. Ние не можеме пак и она вие што го споменавте да се доведеме до ситуација да практично ни едно место не функционира во градот, да се не само стави, во не Скопје, треба. туку и во цела држава. Од една страна младите ќе нема каде да движат, сите граѓани ќе нема каде да движат, од друга страна тоа е гранка која што пак и многу лица екзистираат од истата. Дали се собствениците, вработените, да, треба да се направи баланс, но во балансот мора законот да се почитува. И тоа треба да не биде приоритет. Она што нам не беше приоритет како јас како градоначалник на општина, како претседател на ЗЕЛС, во првите насоки беше првенствено строги контроли да се направат во сите објекти од јавен карактер. Училишта, затоа што градинки, паниката си го направи своето. Никој од родителите на почетокот не се чувствуваше безбеден односно не чувствуваше безбедност за своето дете да го пушти во училиште, во градинка, додека ние не ги направивме тие контроли. Да. Јас излегов и во јавноста, контролата последна сме направиле некаде ноември-декември минатата година на сите објекти, тоа се рутински контроли, но не било објавено во јавноста затоа што тоа е стандардна процедура која што сме сметале дека нема потреба ние да ја оптеретуваме јавноста со такви информации, но дефинитивно треба после оваа работа, секогаш јас и со колегите тоа го зборев дека треба да ги објавуваме и тие работи, не за друго, за јавноста, односно граѓаните да се чувствуваат безбедно. Ние направивме контроли на сите објекти од јавен карактер, училишта, градинки, културни установи, спортски сали, секаде се утврди. Состојбата каква е, онаму каде што имаше одредени аномалии се постапи изминатиот период и беа отстранети, тоа не беше приоритет. Подоцна приоритет ни се локалите, секаде каде што согласно нашите надлежности имаме можност за постапување, но и онаму јас бев експлицитен во излагањето со инспекцијските служби од мојата општина, кога им кажав за тоа дека и онаму каде што немаме надлежност, наша обврска е да не бидеме неми наблюдувачи во процесот, туку да сугерираме до институциите кои што треба да си постапат во одредени места каде што треба да се постапи. И исто така акцент ставивме на проверка на стамбените згради. Се утврди дека, иако повторно ќе кажам, тоа е работа на Дирекцијата за заштита и спасување, сепак ние како општина треба да и направивме проверки во најголем дел од објектите, таму каде што не се направија досега се прават и ќе бидат направени во наредниот период. Се утврди дека кај сериозна бројка од постарите згради, градени во периодот дали пред, дали после земјотресот, има дури состојби каде што немаат воопшто хидранска мрежа, за да не бидат граѓаните, бидејќи имаше реакции од нивна страна изложени на дополнителни трошоци, иако тоа е нивна обврска. Воведовме и мерка со одлука на Совет за субвенционирање на хидранска мрежа, која што ќе биде практично воспоставена во сите оние згради каде што немало до сега. Со ова ви дискриминирате оние кои платиле поише за да си купат во нова зграда со хидранска мрежа. Ама не, видете се, Лјупче, тоа се процеси на кои што можеме да влијаеме, како што кажав, и не можеме да влијаеме. Има состојба, еве, например, во постарите егејски згради, ако ги земеме во Кисела вода. Таму живеат генерално повозрасно население, кои што половина од пензијата ја трошат на лекови. Да. Кога ние бараме нешто да биде испочитувано, а се соочуваме со состојба каде што евидентно е дека граѓаните не можат самите, иако сакаат да се го дозволат тоа, треба ние да бидеме партнер на граѓаните. На крајот на денот сите тие граѓани допринели и гласале за ние да бидеме политичари, да ги водиме општините, да водиме
да водиме одредена централна институција и така натаму, што значи дека воведовме субвенција за кофинансирање од страна на општината за изградба на хидранска мрежа и верувам дека онаму каде што имало аномалии во системот изминатиот период, во наредниот период ќе се отстранат, а онаму каде што стануваше збор да има хидранска мрежа, да нема соодветна опрема како црева и останати попратни работи, добија налог да си го обезбедат истото преку куќни Како совети. партија сега ве прашувам, кои се вашите анализи и очекувања, колку општини би освоиле на наредните избори, дали ќе надминете оној огромна победа од претходните избори, кај нас обично така, Жандар збира се изборите многу често во последниот период, пред 2017 СДСМ буквално прегази, потоа вие прегазивте на наредните, сега би требало, нели, со очекувањата се дека повторно ВМРО-ДПМН ќе има резултат голем, но колку очекувате? Што очекувате? Прво околу тоа прегазување што го споменавте, на СДС прегазувањето се темелеше на одредени невистини кои што ги изнесуваше во јавноста во минатото. Тоа се и они ќе кажат така и за вас. Па не би се сложила, ќе ви кажам и зошто. Една систематска кампања во која што се дискредитира во тоа време сите функционери од редовите на ВМРО-ДПМН и еден куп лажни ветувања од кои што ништо не испорача. Затоа се случи прегазувањето на СДС од ВМРО-ДПМН на следните избори. Која е разликата од тогаш до денес? Еве ние говориме денеска за кисела вода, утре викнете друг градоначалник, не знам како ви е точно концептот, или наредна недела од редовите на ВМРО-ДПМН и направете не само анализа на состојбата изминативе 3,5 години како јас сум ја водел општината, направете анализа за состојбата во аеродром, во Газибаба, во Бутел, во Штип, во Битола, во Прилеп и каде сакате низ Македонија. Оно што ние сме го ветувале пред граѓаните во најголема мера е остварено. Тоа е разликата меѓу нас и СДС. Секогаш кога ВМРО е на власт, било кој функционер од ВМРО-ДПМН, ние се занимаваме со градба на објекти, се занимаваме со изградба на патишта, на решавање на повеќе деценски проблеми и така натаму. Секогаш кога СДС е на власт, се занимава со гола политика. Согласно пулсот во јавноста и последните анкети кои што ги има и јавноста, ние првенствено треба да земеме во предвид дека лидерот на нашата политичка партија, истовремено и председател на владата, има неколкукратно поголем рейтинг од страна на лидерот на опозицијската партија, но и од сите опозиционери. Во момент резултатот е јасен, прашањето е дали СДСМ ќе има 1, 2, 5, 7, 4, колку општини ќе има. Јас верувам во тоа дека ние ќе имаме поголема бројка градоначалници од минатите избори, сум убеден во истото. Тоа не го говорам само врз основа на тоа што сум го видел како истражување на јавното мислење преку анкетите, туку и чувството го добивам при средби со граѓаните. Евидентно е задоволството од страна на владата, на министрите кои што ја водат владата, председателот на владата и секако од градоначалниците на републичко ниво, така да долгото на кратко, што би рекол еден мој сопартија за Владко Ѓорчев, долгото на кратко, сума сумарум, сметам дека ќе имаме поголем број на градоначалнички мандати од минатите избори и многу повеќе советници од минатите избори. Ти благодарам. Нека биде следното интервју во кампања, а третото како градоначалник на Скопје. Тоа беше интервјуто со Орце Георгиевски, градоначалник на Кисела вода, председател на ЗЕЛС и иден градоначалник на град Скопје, барем според она што ние го располагаме како информација, која не мора да значи дека нели е точно, иако ние не се десило нешто да промашиме во последно време. Почитувани слушатели, останете со 98,1 FM. Се гледаме утре, заедно со Сотир Костов ќе ви откриеме една одлична анализа за тоа зошто Ватикан одлучи да не запише како Северна Македонија, туку како Македонија на последниот настан, односно погребот на папата Франциск. Интересна анализа, следува од мене и од Сотир, зачинета со многу значајни факти за оваа работа и можеби вие сте горди граѓани на Република Северна Македонија, но Ватикан мисли дека вие сте од Македонија.